Добар ден уште еднаш од мене, како што најавив во Централниот дневник, ќе разговараме за последниот извештај на Центарот за граѓански комуникации, кој што се осврна на јавните набавки во јавното здравство. Во студиото е Сабина Факиќ од Центарот за граѓански комуникации. Сабина, ти благодарам што ја прифати понудата да гостуваш денеска во Аргумент Плюс. Добар ден за вашите гледачи и благодарам на поканата. Пред 2 дена го објавивте извештајот, тој го сработивме во информативното издание за вестите, меѓутоа извештајот содржи многу повеќе податоци колку што ние можеме да собереме во минута и пол, 2 за да го објавиме во вестите. Вели, државата троши повеќе за набавка на лекови, материјали и апаратури, а во исто време се намалуваат бројките за лекарските услуги, а овие податоци би биле подкрепени со факти, бројки, а тие ги имате вие. Дајте ни генералната слика што кажува извештајот. Па во извештајот всушност констатиравме дека постои огромен јас помеѓу вредноста на потрошените пари за тендерите наспроти услугите кои јавните здравствени установи ги давале на пациентите, односно на граѓаните. Да бидам поконкретна, ги анализиравме сите тендери кои се склучени во периодот 2015-2024 година во нашата земја, ги опфативме буквално сите 110 јавни здравствени установи кои спроведуваат постапки за јавни набавки и констатиравме дека вредноста на нивните тендери во 2015 година изнесувало 216 милиони евра, за во 2024 година да изнесуваат 319 милиони евра, што значи за 2,5 пати се зголемени јавните набавки. Доаѓајќи до овакво сознание, реков, мајде да погледнеме во извештаите на надлежните здравствени институции дали овој огромен скок, енормен скок на вредноста на јавните набавки се одразил врз здравствените услуги, дали имаме раст. Пред да преминам на другата страна, да погледнеме како ова се одразило врз услугите, да кажам дека секако ја имавме предвид инфлацијата и мора да им објаснам на гледачите дека најголем дел од јавните набавки се однесуваат на набавка на лекови, кои пак чии највисоки цени се определени од надлежните институции, така што инфлаторниот фактор врз лековите не се одразил, се одразил делумно врз медицинскиот потрошен материјал, потоа делумно врз градежните трошоци и набавката на опрема, но ќе констатираме, еве и во текот на емисијата и во самиот извештај ние тоа го велиме, дека 88% од тендерите се однесуваат на набавка во најголем дел на лекови и потрошен материјал, каде што имаме ограничено влијание на инфлацијата. Што значи дека прво имаме во самиот извештај многу дадени многу лекови, медицински потрошен материјал, да се види дека кај некој ако имаме и мали зголемувања, кај други имаме големи падови на цената и слично. И, значи, првично го исклучивме тој инфлаторен фактор. Отидовме на следната анализа да видиме како овој голем раст на вредноста на тендерите се одразил на услугите и констатиравме всушност постојано само падови. Прво имаме за 1% намалување на бројот на осигуреници. Бидејќи тоа само 19.000, да кажам, државјани помалку, велиме добро. Ова и не е некој преголем фактор, така, но секако немаме изголемување, да. Понатаму имаме, анализиравме од јавно достапните податоци од годишните извештаи на Фондот за здравствено осигурување, колкав е бројот на болнички случаи, значи колку велиме болнички случаи, при тоа се однесува податокот на сите болници во земјата и на сите клиники, нивниот број е вкупно 55, и произлезе дека во 2015 тие давале за 14% повеќе услуги отколку во 2024. Понатаму, бројот на болнички денови, колку пациентите престојувале во болниците, ако се спореди исто така 2015 и 2024, тука гледаме уште поголем пат и тој изнесува 24%. Понатаму од достапните податоци анализиравме како тоа се одразило на специјалистичките прегледи, нели, кардиолошки, гинеколошки и така натаму. Констатираме дека и таму имаме голем пат, намалување на специјалистичките прегледи, што значи дека ако од една страна имаме голем раст на набавките, од друга страна имаме пат на услугите. И секако кај нас ова значи дека е потребно да се алармираат надлежните институции и да направат сериозна, да кажам, редефинирање на концептот на кој се
финансираат јавните набавки и да се поврзат конкретно со услугите кои јавните здравствени установи ги даваат на пациентите, бидејќи на овој начин, ако ви од една страна трошите се повеќе, а на граѓаните им давате се помалку услуги, произлегува дека овие пари во голем дел можеби се и злоупотребени. А нема влијание инфлацијата, растот на цената во набавка, тогаш е нешто трето. Да, кое секако треба да го според нас, да не констатираме ние, нели? Секако можеме да констатираме дека има. И ова укажува и ова е сериозна индиција на злоупотреба на јавните пари, бидејќи од една страна имате огромен скок и се поставува прашањето всушност колку наменски биле купувани овие лекови и потрошен материјал, нели колку наменски бил користен, дали бил користен во јавните здравствени установи или можеби бил изнесуван во приватните здравствени установи. Или пак во магазин. Да, така? Или пак во магазин немало потреба да се користи. Така е, можеби имало такви извештаи на Државниот завод за ревизија кои укажува дека лековите останале во магазин што велите со истечен рок и веќе неупотребливи. Ова секако е овозможено да им објаснам на гледачите со тоа што Македонија уште во 2015 година требала да го воведе националниот систем за материјално сметководствена евиденција на лековите. Со тој систем требало да управува Министерството за здравство и требало да овозможи како некоја јавна здравствена установа ќе склучи договор и ќе констатира кои количини на конкретен лек, потрошен материјал, реагенс, опрема или слично ја купува, така потоа да се води евиденција како оди потрошувачката и во секој момент да се знае колку има на залиха. 10 години овој систем не е воведен и гледате имаме една обратна ситуација. Имаме објаснување зошто тоа не се воведува? Па јас мислам дека за жал неказнивоста на корупцијата која е широко распространета создава некои девијации и постојано бара простор како, нели, да се оневозможи контролата, така, да се оневозможи контролата и да се остави простор за злоупотреби. Извештајот го читав, има интересни бројки, ако не е проблем да ги представите на јавноста, какви се податоците во болниците и клиниките на јавните набавки? Во смисла на вредноста на да. Па добро, секако на врвот е Министерството за здравство, набавките на Министерството се најголеми бидејќи Министерството ги спроведува оние групни набавки кога се однесува за имунизацијата и вакцинацијата на граѓаните, понатаму набавките на дел од болниците кои се однесуваат за ретки болести, понатаму набавки кои се однесуваат на болните од за инсулини, потрошни материјали за тој вид на болести, така натаму, така што тие се на врвот и нивната на годишно ниво, вредноста на јавните набавки кај нив изнесува 65 милиони евра. На второ место е Универзитетската клиника за радиотерапија и онкологија, каде што јавноста претпоставувам знае дека во моментов се води една од најголемите, да кажеме, афери, обвинението за злоупотреба токму на лекови во оваа клиника имаме и вредноста на нивните набавки на годишно ниво изнесува 32 милиони евра, понатаму е клиниката за детски болести која троши годишно околу 16 милиони, потоа 8 септември со 13 милиони и така натаму. Да кажеме дека во суштина ова се однесува само на трошоците кои се поврзани со јавните набавки. Секако дека овие јавни здравствени установи се имаат и трошоци, нели за вработените и некои други трошоци кои генерираат и потоа побаруваат, нели се разбира од Фондот за здравствено осигурување за услугите кои ги дале на пациентите, но ова се само лекови, медицински потрошен материјал и што е она што е реализирано преку тендерите. Имате направено информација која година најмногу се трошело од 2015 до 2024? Еве сега ќе ги погледнам овде податоците, се разбира, не можам нели да ги запамтам, но од 2015 до 2024 година постојано имаме раст. Најголемиот, да кажам, во изминатите 10 години се е во 2021 година и во 2020, секако што можеме да го поврземе и со ковид кризата, меѓутоа исто така еден голем скок имаме и во 2023 кога пораснале за околу 19% и гледате дека од 126 милиони евра, ако сме почнале во 2015 година, сега државата троши околу 315 милиони евра на јавни набавки и пак ќе кажам дека отсуството на бројки кои ќе потврдат зголемен обем на работа на јавните здравствени установи е нешто што треба да не загрижи. Како податок да кажам дека на електронскиот портал е-здравство што го управува Министерството за здравство исто така се должни да водат и евиденција колку хируршки интервенции били извршени од јавните здравствени установи. Сакавме да направиме анализа и да видиме како, дали можеби се зголемиле хируршките интервенции, ако не другите
да кажам, услуги кон пациентите, констатиравме всушност дека за жал тие податоци не се точни. Имено произлезе прво дека една од најголемите болници во Македонија, тоа е 8 септември, извршила само 2 хируршки интервенции во 2024 година. Се разбира, тоа не е точно. И кога искомунициравме со представниците на Министерството за здравство, признаа па да, немаме прецизна евиденција. Според нас, одбивањето да ги дадете точните податоци за услугите што сте ги дале, нели, или за извршените во конкретниот случај хируршки интервенции, секако значи дека вие нешто криете и дека бројките не ви одат во полза. Понатаму исто така тренд кој е неповолен и кој може би е реална последица и на незадоволството на луѓето од услугите во здравството е и податокот дека низ годините се поголем е бројот на не само што се намалуваат упатите кои ги добиваме, нели, од нас и тематични лекари, како резултат на тоа што нема термини во секундарното и терцијалното здравство, туку гледаме и дека и расте бројот се повеќе на итни и приоритетни упати, а се намалува бројот на редовни термини. Затоа не треба всушност да не чуди што кога ќе отидеме на лекар, всушност се соочуваме со огромни гужви, бидејќи опаѓа бројот на термини кои се даваат, точно да се знае дали вие треба на лекар да се појавите во 9:15 или 10, туку половина од термините се реализираат со точно, на точно, а другото е приоритетно. Другото е приоритетно итно, што секако го зголемува притисокот, но според нас како, нели, невладина организација која активно работи на полето на антикорупцијата, според нас и ова е еден од корупциските притисоци кои се создаваат, бидејќи лекарот ќе каже дека може или не може денеска да прегледа некој што е дојден со итен и приоритетен упат. И на тој начин всушност се отвара просторот за трговијата со влијание. Ќе вртат телефони, ќе се бараат врски за да сепак докторот или докторката го прегледа пациентот кој е упатен со итен или приоритетен упат. А народ што се вели за здравје не се жали и тука сите карти значи се отвара нови начини, некој друг вид на, нели, потенцијална корупција и злоупотреба. И како сега да им објасниме на граѓаните во време кога се зголемуваат средствата за трошење на јавни набавки во здравството, односно се трошат нивните пари, а се помалку се подобрува или минимално има подобрување во некои делови од здравството, перцепцијата кај граѓаните е дека условите или услугите кои што ги даваат здравствените работници, институции се намалува. Па сепак мислам дека одговорот треба да го дадат надлежните институции, секако мислам дека одговор на наодите од ова наше истражување треба прецизно да дадат пред јавноста и Министерството за здравство и представниците на Фондот за здравствено осигурување, секако и поголемите јавни здравствени установи. Тие треба да одговорат на што се должат овие огромни скокови во вредноста на тендерите, наспроти падот на услугите од другата страна и да ни кажат на сите нас како граѓани што е тоа што во иднина ќе се преземе за да се оневозможи ваквата злоупотреба која очигледно се случува. Сега дали е обемот, да кажеме, дали овие разлики кои се јавуваат во помеѓу растечките јавни набавки и падот на услугите, колкав процент од овие пари конкретно се злоупотребени, нели, тоа ќе треба да го докажат истражните органи, но секако ова се упатува на сериозни индици дека парите се злоупотребени. Како е тоа можно? Може би, да речеме во некој случај, тие се фактурирани трошоци, но тие реално не завршиле во јавните здравствени установи, или пак се купувани, да кажеме, и лекови, опрема и слично, кои потоа не се користени реално за да се дадат услуги. Туку да се направи бизнисот со заинтересираната страна. Тоа што редовно алармирате е намалувањето на конкурентноста на јавните набавки. На државно ниво, односно во здравството се е дури полош отколку што и на државно ниво, помалку од 3 компании да учествуваат на еден тендер. Ако националниот просек е, да речеме, во 2024 година просечниот број на понуди изнесува околу 3, во здравството е 2,5 по просечна понуда по тендер, и ако на национално ниво околу 40% од вредноста на јавните набавки се склучуваат низ постапки во кои учествува само една фирма, во здравството овој процент надминува 50%. Ова значи дека од оние 315 милиони евра што велиме дека се склучени договори во 2024 година, над 150 милиони евра се склучени во тендерски постапки во кои учествувала само една фирма. Што значи тоа? Ова значи дека всушност ако станувало збор за набавка на лекови, единствениот понудувач имал можност да ја оствари највисоката цена, нели, која е определена од надлежните институции, на тој начин да го максимизира својот профит, бидејќи немал конкуренција од некоја друга
од друга фирма. Понатаму, кога имате доминација така на само една фирма нуди одреден лек, само една фирма нуди одреден медицински потрошен материјал, во тој случај всушност вие не можете да бидете сигурни не само дека не е дадена најдобрата цена, туку не можете да бидете сигурни ни дека се обезбедени, да кажеме, стоки и услуги во нивниот најдобар квалитет. И на глобално ниво, просечниот број на понуди и уделот на тендери со една понуда се всушност клучните два индикатори врз основа на кои и земјите членки во Европската Унија гледаат дали системите се функционални, системите зборувам за јавни набавки, или пак, ако се овие параметри неповолни, во тој случај кај нив се пали црвеното светло и алармот дека тој систем е подложен, значи, на корупција. Зошто би се јавувала една фирма? Би се јавувала една фирма таму каде што другите фирми кои нудат исти производи или услуги сушто знаат дека некој друг е фаворизиран и не сакаат да си го губат своето време, енергија, пари да учествуваат на тие тендери. Дека се е договорено претходно. Значи секако дека е климат, огласите се објавуваат транспарентно на електронскиот систем, така. Значи постојат други елементи кои го невозможуваат нивното учество. Или техничките спецификации, начинот на кој се опишуваат тие производи, услуги или опрема, или пак едноставно знаат веќе дека во таа клиника очекуваат да се јави таа и таа фирма и дека нивното доставување на понуда ќе биде залудно. И тоа е исто така нешто на што треба да обрнат внимание надлежните институции. Ние имаме Комисија за заштита на конкуренцијата, меѓутоа за жал многу малку, има само еден, да кажем, случај кој е поголем, кој се однесуваше на тоа дека за фирмите имаше обвинение дека се договарале во однос на утврдување на цената на производите, така. Инаку немаме ниту еден друг поголем случај, а гледате за колкав број на тендери станува збори која... Значи, надлежност и Комисијата за конкуренција да заштита на конкуренцијата и таа треба во овие случаи да преиспита како резултат на кои состојби се случува тоа што кај нас да имаме толку висок процент и да кажам колку е тоа многу во земјите членки на Европската Унија на нивниот официјален портал кој е посветен или на јавните набавки можете да видите во индикаторите онаму каде што е нели колкав процент е прифатлив на тендери со една понуда ќе видите дека до 10% сметаат дека е нормално. Над 10% веќе се палат нели црвените светла кај нас, значи во здравството имаме над 50%. Секоја втора. Да. Буквално секој втор да се променат правилата на игра во земјава да не може да поминуваат така лесно тендери да се добиваат со една понуда само. Може да се направи некаква промена тука? Сепак потребни се системски промени. Во тек е изготвувањето на националната стратегија за спречувањето на корупцијата и токму денеска беше одржана една од работилниците од серијата Кимејоидниот период кои се однесуваат на тоа како овие ризици на корупција во јавните набавки што ги констатираме и ги аргументираме низ овие податоци како да се намалат. Не е нималку лесно. Така. А најголем и да не биде да прекинам секунда и да не биде само паушално дека ќе има втора компанија колку само да учествува, него да има вистински фер надпревар. Се разбира, постоја дури случаи и се смета дека постои договарање помеѓу фирмите и дека си прават спотер, се вели тоа или условно ја глумат конкуренцијата, па дури и во некои тендери каде што имаме 20 или 30 понудувачи, ние не можеме да бидеме сигурни дека навистина е тоа некоја добра конкуренција, туку едноставно се договараат помеѓу себе, заедно учествуваат на повеќе тендери и се знае во едниот тендер која фирма треба да добие, на следниот кој ќе добие и на тој начин нели го максимизираат, се вели тоа профитот, ги држат цените високи и си го делат пазарот кој во кое министерство, односно општина ќе го добие соодветниот тендер. Она што според нас и во нашите предлози зборувам како невладина организација се во најголем дел насочени кон тоа да се зголеми контролата во јавните набавки, тоа ни го бара впрочем и Европската Унија. Во извештајот кога станува збор за јавните набавки велат засилување на контролата, пријавување на неправилностите и следење што се случило со тие пријави. Од тука ние сугерираме и ја акцентираме како организација потребата од поголемо здружување на силите, би рекла, и на информациите помеѓу Бирото за јавни набавки, кој располага со сите податоци во врска со тендерите, понатаму на Државниот завод за ревизија, на Државната комисија за спречување на корупцијата, на обвинителството и секако на Управата за финансиска полиција. Доколку црвените знаменца кои веќе ги има имплементирано Бирото за јавни набавки се користат да се детектираат
коруптивните тендери и залив брзо информацијата биде испратена зависно од тежината, од видот на констатираните аномалии, веднаш биде испратено дали до ДКСК или можеби до обвинителството или до управата за финансиска полиција, само на тој начин ние имаме шанси да направиме некаква промена. Ако институциите брзо реагираат на злоупотребата и секако обвинителството иницира кривична одговорност, судот пресуди, ќе се казнувањето ќе влие и превентивно, во смисла на тоа, ако видат фирмите кои се делот, нели сега тие корупцијски дилови, ако видат дека нели институциите функционираат и се санкционира, и самите ќе бидат внимателни. Во сегашната ситуација ние имаме клима на неказнивост. Јасно. Ние имаме само мал дел од случаи во кои па и во тие случаи ја бараме политичката позадина, зашто токму таа иницијатива за кривично гонење била процесуирана, а не некоја друга за некои поголеми тендери и злоупотреби. И кога се ова ќе го кажете, кога ќе се знае дека десетина компании, барем така беше во претходниот ваш извештај за генерално за јавните набавки, ги добиваат 50% од парите кои што ги распишуваат државата јавните набавки, како да се крене сега перцепцијата, како да се подобри перцепцијата и да се крене бизнис климата кај фирмите и да учествуваат новие државни тендери. Знаете што треба да се промени, еве, ова што го кажувате нема да биде брзо. Да се смени цел тој систем, да се смени. Па сепак јас мислам дека и владата генерално и оваа и претходните не покажуваа преголем интерес да ги намалат, да кажам, проблемите во областа на јавните набавки, дури со тоа што сите големи политички партии гласаа за измените во кривичниот законник, каде што нели делото јавни набавки беше со казна затвор од најмалку 5 години, се исклучи таа законска одредба, што значи дека сега ние имаме една клима која овозможува помали казни за кривичното дело злоупотреба во јавните набавки. За жал, мислам дека притисокот за некакви резултати, за некакво подобрување, во најголем дел мора да дојде од независните чинители во ова општество, од граѓаните, од независните институции. Мислам дека и владата, и другите носители на функции, зборувам, директори на јавни предпријатија, градоначалници и слично, сакаат да остане оваа клима која овозможува, за жал, нели, злоупотреба на јавните ресурси и мала одговорност и отчетност за тоа како се трошат јавните пари. Бидејќи ние сега во ситуацијава имаме една, да речеме, пример на зачестено реновирање на спортските сали. Па на нас како граѓани никој не ни објасни на што се должи тоа и од каде таа потреба постојано да се реновираат спортските сали, кога ние веќе гледаме дека во речиси поголем дел од општините имаме спортски сали, прашањето е колку тие се користат. Од друга страна не сме слушнале дека се изградени старски домови, на нас населението ни старее. Како парите кои им се ставаат на располагање на институциите на централно и на локално ниво, како да си се користат според нивните субјективни оценки, недостига некако реално поврзување на јавните набавки со потребите на граѓаните. И затоа ние постојано имаме се повеќе се трошат пари за јавни набавки, не само во здравството и општо, на годишно ниво ние како држава трошиме над 1,5 милијарда евра на јавни набавки, а од друга страна гледаме дека инфраструктурата е се полоша, гледаме дека се возиме во стари автобуси, нашите деца одат во училиште каде што нема течен сапун да си ги измијат рацете или да користат тоалет хартија, па пари се собираат од родителите и безброј основните услови, да кажеме, еве, услови не ни се обезбедени како граѓани, еве во здравството да се вратиме на нашата примерна тема. Се потешко е така, се потешко е да дојдете вие до услуга и да ве прегледа квалитетен доктор, а од друга страна, еве да го кажам и тој податок, кога сме во сферата на здравството, дека наспроти падот на услугите кои што се дадени од јавните здравствени установи, податоците на Фондот за здравствено осигурување и на Е-здравство покажуваат дека растат услугите па што се примаат и за кои државата плаќа на приватните здравствени установи. Дури имате ситуација во која пациент ќе отиде да побара услуги, да говори оперативен зафат и му велат, ако тоа нели не е нешто итно, а зошто не си закажеш со приватните здравствени установи, не си побараш услуга, побрзо државата ќе плати за тоа. Значи, ние веќе како да ја искрививме нашата реалност и пак ми се чини, ако ние како граѓани не извршиме врз владите поголем притисок, како да тие и сакаат и натаму да
ги остават состојбите нерешени или вака отворени како што се. Истражувањето го имате, податоците ги имате на хартија, што сега? Кој сега треба да реагира на овие бројки? Државниот ревизор, обвинителството, подопрен глас, како ова би се истражило на едно повисоко ниво? Извештајот е доставен до Министерството за здравство, до Фондот за здравствено осигурување, до надлежните, да речам, институции од областа на здравството. Секако го испративме и до пратениците. И очекуваме дека некој од нив, нели, ќе иницира секој во рамките на своите ингеренции некакви процеси, барем очекуваме доколку имаа добра намера. Во однос на Државниот завод за ревизија не можеме да речеме дека Државниот завод за ревизија нели треба да се информира од нашите извештаи, тие секако ова ќе им користи како некоја голема слика и сознание, меѓутоа за жал аномалиите тие веќе ги имаат дел од аномалиите констатирани во нивните поединечни ревизии што ги прават на јавните здравствени установи и укажувале на тоа дека има слабости, а институциите не се коригираат. Еве да кажам еден од случаите за кој Државниот завод за ревизија буквално од 2015 година укажува дека е злоупотреба и дека не треба така да се постапува, е набавката на реагенси. Нели сите кога одиме на лекар треба да се направи дали има анализа на крвта, или некакви други, сите тие нели реагенси за да се направат тие тестирања, нашите јавни здравствени установи ги купуваат од приватните компании. И сега се покажува всушност, и тоа го констатира за прв пат, велам, пред 10 години Државниот завод за ревизија, дека институциите тоа го прават на погрешен начин. Што значи, наместо да им речат ми требаат реагенси за такви и такви анализи, добро, барам да ми доставите понуда за цени, заедно со опрема на 1 година користење, 2 години користење или како ќе се дефинира, тие одат на однапред земени апарати, дали на донација или по пат на делово техничка соработка, секако неприфатливо и по двата основа, и потоа на веќе утврден апарат си бараат реагенси. Па тој реагент се разбира една фирма го има, бидејќи една фирма, сите тие две фирми се всушност во бизнисот, имаат секоја има своји апарати. Така што ако вие кажете апарат тој и тој или соодветен на него, се знае еквивалентен, се знае која и затоа е една после фирма на тендерот. И во конкретно кај набавката на овие тестови имаме 70 до 80% тендери склучени со само една понуда. Значи многу мал дел од болниците настојува да ја стимулира тука конкуренцијата. И се разбира, ние таква имейл нели порака добивме и по објавувањето на извештајот и претходно сме имали такви сознанија, каде што граѓаните и вклучените велат дека цените на реагенсите се нереално повисоки од колку цените кои, например, еве ги плаќаат приватните здравствени установи кога купуваат реагенси. Пак ќе кажам, по извештајот има многу индиции кои укажуваат на злоупотреба, на корупција и слично, но за да можеме да кажеме конкретно нели кој злоупотреби или како, ќе треба сепак надлежните институции да направат, да отидат подлабоко и овие наши, да кажам, оваа наша слика која ја дадовме, да ја употреба да отидат подлабоко во поединечните индивидуални случаи, секако по големи повредности, да ја докажат одговорноста. Ова емисија е доволен показател дека може да биде и подопрен глас информација, па ете, се разбира информациите што ги искажавте тука да стигнат онаму каде што треба да стигнат, па нека се истражува и нека се види дали се било според закон како што е наведено или има нешто што треба дополнително да се истражува. Сабина Факих, ти благодарам што денеска беше моја гостинка и што обработивме, извештајот го обработивме онака до ситница, што би се рекло. Да. Има уште многу да се каже, нели, но сепак да генерално овој извештај е објавен на нашата веб страница, можат и гледачите да го прочитаат и секако секој во сегментот на своето делување да се обидеме да ги притиснеме јавните здравствени установи, Министерството, Фондот за здравствено осигурување и да бараме од нив одговори и промена на досегашната пракса на финансирање на тендерите. Така, штувани овде, нека да е крајот на денешниот аргумент. Јас ви благодарам за вниманието и довербата со која што не следите. Останете со програмата на Телевизија 24. Од мене пријатно.